Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Без влакно на јазик. Тема на оваа вечер ќе биде Слободан Милошевиќ. Хашкиот трибунал како институција има голем печат врз неговиот лик и дело, барем последниве 4 до 5 години колку се наоѓаше таму. Ќе ги поставиме следните прашања. Зошто се дозволи Слободан Милошевиќ активно да гази на балканската политичка сцена декада и половина? Кој го дозволи тоа? Кому му требаше сето тоа? Дали сето она што се случуваше на балканските простори ќе остави печати во наредните 20 или 30 години? Дали повеќе му беше потребен како човек на истокот или на западот? Дали навистина требаше да го има како таков политички вожд? Дали можеше сам да ги води одредени процеси или пак имаше соучесници во целата таа политичко-безбедносна драматургија? На почетокот за она за кое се крена голема прашина околу неговата смрт во Шевенинген, во притворското одделение на Хашкиот трибунал. Се изврши обдукција. Уште долго ќе се анализира фактот дали Милошевиќ беше убиен, починал од природна смрт, заговор на Западот или пак нешто друго. Обдукцијските тимови го кажаа своето. Учествуваа патолози како од Холандија, приврзаници на Хашкиот трибунал, учествуваа патолози и од Белград. Беше спречено присуството на патолозите од Руската Федерација. Многумина се уште не знаат што значи поимот обдукција, што значи поимот за сето она што е поврзано со испитувањето на тело на починат човек. За таа цел се обративме во Институтот за судска медицина во Скопје. Билјана Јанеска, како патолог, ни ги соопшти, ни ги приближи деталите околу самиот термин обдукција, околу патолошките анализи, како тоа се спроведува. Дали резултатите од една патолошка анализа можат да се злоупотребуваат во политички цели, зошто и како? Господја Јанеска, поимот обдукција веќе подолго време во нашата јавност е поим кој што ги засега како политичките елити, така домашните граѓани. Она што е посебно интересно е тоа што во изминативе неколку години Македонија беше предмет на многу случаи кои има и државно значење. Институтот за судска медицина има свој удел во расветлувањето на многу случаи, почнувајќи од конфликтот во 2001 година, авионската несреќа во Мостар, каде што исто така беа вклучени патолози од Скопје. Јавноста ја интересира што навистина значи поимот обдукција, она што е карактеристика за целата таа процедура на испитување на едно тело. Обдукција се вика уште и аутопсија или некропсија. Значи, надворешен преглед на телото на починатиот и отварање на телесните шуплини, главата, градниот кош и стомакот со цел да се провери и да се утврди какви пореметувања постојат, дали постојат болести, повреди и конечно, како резултат на тој преглед, да се изнајде основната причина за смрт. Особено важно е што да потенцирам дека постои патолошка и судско-медицинска обдукција. Патолошка обдукција се врши на починати во болнички установи на лица за кои се знае дека поледувале од одредена болест,
со цел да се утврдат промените кои што болеста ги предизвикала, да се потврди или отврли диагнозата за која што е лекувано лицето. Кај судско-медицинската обдукција индикациите се сосема други. Тука пред се работи за утврдување на природата на смртта, дали се работи за насилна или природна смрт. А ако се работи за насилна смрт, тогаш е потребно да се утврди дали се работи за убиство, самоубиство или несреќен случај. Се разбира дека судско-медицинската обдукција представува многу вреден доказ во тек на постапката за утврдување на природата на смртта, меѓутоа не исклучиво и само врз основа на обдукциониот наод е можно да се види за каков вид на смрт се работи, дали е убиство, самоубиство или несреќен случај. Значи, многу важен дел од истрагата, меѓутоа сепак судско-медицинската обдукција е само дел од истражната постапка. Многу важна улога игра самата истрага од страна на полицијата и истражниот судија и јавниот обвинител. Па сигурно дека голем дел се базира на целата истрага врз наодот од судско-медицинската обдукција. Меѓутоа, како што реков, не е исклучиво само таа важна. Соработката помеѓу сите овие истражни органи, начинот на кој што се разменуваат податоци, информации, сигурно дека е многу важен. Ако нема судско-медицинска обдукција, сигурно дека истрагата ќе оди или во погрешен смер, или не може да се заврши до крај. Меѓутоа не значи и дека само судско-медицинската обдукција ќе реши целиот случај. Вие спомнавте само неколку случаи кои што имаат многу голема медиумски одзив имаат. И јавноста е заинтересирана, поврзана, како што рековте, со политика. Има и многу други вакви случаи каде што судско-медицинската обдукција е неопходна, која што има големо влијание. Сигурно дека може да се употреби резултатот од обдукцијата во политички цели. Се разбира дека не кај нас, заради тоа што обдукцијата се бара од страна на истражниот судија. Ние го изготвуваме, го предаваме наодот, обдукциониот записник и не го коментираме, не ги соопштуваме резултатите ниту на странките, уште помалку во јавноста, се додека трае процесот за кој што се однесува обдукцијата. Дали до сега се има случајно да врз база на резултатите се даде погрешна интерпретација од страна на некоја политичка елита? Помалку политичка елита, повеќе би рекла од страна на новинарите и медиумите. Се толкува погрешно, се толкува различно со цел да се пренесе некоја вест или да се злоупотреби наодот резултатите од судско-медицинската обдукција. Случајот Милошевиќ во ХАК е мощно интересен и веројатно тој уште како таков доста ќе ја бранува целокупната светска јавност, од проста причина што се појавија контрадикторности за време на обдукцијата на неговото тело во затворот во Шевенинген. Таму беа вклучени холандски патолози, меѓутоа она што фрли сенка или дамка насомнеше недавањето дозвола експерти од Русија да присуствуваат во самиот процес на аутопсија. Сметате ли дека од медицински, морален и етички аспект се коси со правилата на она што вие го работите? Или пак сето тоа си има поинаква димензија? Судско-медицинската дејност е многу поврзана со законите во самата држава. За она што се случува во ХАК, информации добивам единствено од медиумите, значи преку вестници, соопштенија и така натаму. Што навистина се случило и кои се причините за одбивање, не ги знам. За нашиот институт знам дека секогаш сме отворени за стручни лица, лица кои што имаат на некој начин одреден авторитет во областа да присуствуваат на секоја обдукција. Нема што да се крие, нема што да биде за затворени врати. Со тоа што морам уште еднаш да напоменам дека се работи за различни држави, различни закони, правилници за работа, а многу малку знам за тој случај од прва рака.
Да се анализира ликот и делото на Слободан Милошевиќ не е мала и едноставна работа. И кога ќе ги соочите аналитичарите, приврзаниците за и против, ќе доведете една ситуација во која тешко се наоѓа заклучок. Многумина има против, малкумина за неговите действувања. Како и да е, уште многу долго ќе се анализира што представуваше Слободан Милошевиќ за самата Србија и за самиот Балкан. Во наредните минути ќе го погледнете коментарот, дојдените податоци, анализи за сето она што беше карактеристика за Милошевиќ изминатите 15 или 20 години. И сега, ако се постави прашањето зошто постоеше Милошевиќ, тука ќе добиете различни контрадикторни ставови. Но овој пат ќе покренеме едно интересно прашање кое досега и можеби малкумина го покренаа. Кој се сакаше да го убија Милошевиќ? Слободан Милошевиќ уште долго ќе биде предмет на анализа во историографијата на балканските народи. 15 години действување на врвот на политичката сцена не е долг период за Балканот, но истовремено ќе се памети како временска рамка во која се случија премногу контроверзи, во кои и самиот тој беше учесник. За неговото дело судат и ќе судат уште многу генерации. Некои ќе го величат, други ќе го обвинуваат. Како и да е, никој нема да остане рамнодушен на неговата ера. Затоа, кој беше Милошевиќ и што правеше за време на неговото властодржие, нема да стане збор во овие редови. Анализата ќе сведеме на следното. Кој се сакаше да го убие српскиот вожд и зошто? Во тајната полиција на поранешна Југославија и воената агентура на ЈНА постоело досие за Слободан Милошевиќ како големо српски националист и екстремист, опасен по интегритетот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Тоа досие е направено во 1987 година и било активно дури и во времето кога Милошевиќ, како прв човек на Србија, во 1989 година замина за Газиместан, за да ја прослави 600 годишнината од Косовската битка. Чувствувајќи дека Милошевиќ оттаму ќе се врати како победник, челниците на ЈНА на сите начини се обидувале да му ја отежнат позицијата, макар да го направат само нервозен. Контраразузнавачката служба на Југословенската народна армија избегнала да го отстапи својот аеродром во Приштина за слетување на хеликоптерот во кој се наоѓа Милошевиќ. Армијата не донела ниту луѓе за да го обезбедува Милошевиќ, ниту да обезбедува ред на прославата. Целата работа околу обезбедувањето на Милошевиќ морало да ја изврши Српското министерство за внатрешни работи, заедно со службата за државна безбедност на Србија. Планирано било Милошевиќ да дојде на Косово со автомобил од Приштина. Поради обилниот дожд кој паднал минатата ноќ, планот се променил и Милошевиќ со автомобил доаѓа од Белград до Крушевац, а на Газиместан оттаму доаѓа со полициски хеликоптер. Во близина на Подуево, инспекторите на службата за безбедност пронашле автоматска снајперска пушка, за која според доказите припаѓала на албански атентатор кој сакал да го убие Милошевиќ. Неговата ликвидација не е извршена, затоа што атентаторот наводно се исплашил. Така е проценето во тајната служба. Дека се планира атентат на Милошевиќ, српската служба дознала од агенти на руската КГБ. Затоа тој тогаш имал незабележано обезбедување. Слободан Милошевиќ подоцна не заборави што му правеа ЈНА и КОС на Газиместан, па кога ја зацврсти својата позиција во Третата Југославија, Федералната тајна служба буквално ја растури. Службата за државна безбедност на Србија на почетокот на 90-тите години од минатиот век, кога на нејзино чело доаѓа Јовица Станишиќ, водеше посебна грижа за движењето на Милошевиќ. Сите излегувања во јавноста и патување надвор од Белград биле многу ризични по животот на српскиот претседател. За подолгите патувања Милошевиќ го користел јат и авионот марка Боинг 727. За време на патувањето во Дејтон во 1995 година, во кабината е вграден најсовремен уред за сателитска навигација. Милошевиќ обожавал и брзо возење и покрај сите преземени мерки на безбедност неколку пати имал сообраќајни несреќи.
Првата сообраќајка му се случила на 3 јануари 1988 година на автопатот Загреб-Белград, кај местноста Шимановац. Милошевиќ тогаш бил председател на Централниот комитет на комунистите на Србија. На службеното возило марка Opel Rekord му пукнале задните гуми и автомобилот излетува од патот. Овој случај никогаш не е разјаснет, останува тајна. Се уште не се знае дали станува збор за обична сообраќајка или обид за атентат. 4 години подоцна, во 1992 година, телохранителот на Милошевиќ, Сента Миленковиќ, во Белград во обид да избегне судар со автомобил кој му пушта долги светла, удира во бетонски ѕид. На Слободан Милошевиќ на Воено-медицинската академија му ја укажана прва помош, бидејќи претрпел контузија на делови на главата, повреди на вратот и лесен потрес на мозокот. Во оваа емисија учество ќе земат неколкумина политички личности кои своевремено имале на ваков или онаков начин, директно или индиректно, контакти со српскиот вожд. За едните Слободан Милошевиќ е злосторник, за другите херој. Ќе ги соочиме мислењата на Стојан Андов, Васил Тупурковски, Драгиша Милетич. Своевремено секој од нив беше во негова близина. Седеше на иста зелена маса, преговараше со него. Дали Македонија ќе извлече поуки од тоа историско минато? Господине Тупурковски, неделиве наназад кои што се карактеристични за балканските простори поминуваат во знакот на смртта на Слободан Милошевиќ во Хашкиот трибунал, за некого очекувано, за некого однапред предупредувано дека ќе дојде до таков развој на ситуацијата, и сега постфестум се прават анализите кој беше и што беше Слободан Милошевиќ. Од обичен банкар до херој, до балкански касапин, различни тези, различни видувања, веруваме, и останува и тоа во иднина да се дискутира на сосема контрастни точки. Го обвинуваа за виновник за распадот на поранешна Југославија, а оние пак кои се приврзаници негови ќе речат дека без малку не се до толку и запоставени и улогите на Кучана, на Туџман и Изетбеговиќ во целата драма. Дали можеме сите овие дејци од поранешните ју простори од 90-тите години на минатиот век да ги ставиме на исто рамниште, или пак Милошевиќ одскокнуваше кога станува збор за вината за распадот? Да. Тешко е да се стават во искош, иако, например, во смисла на избегнување на воен распад на Југославија, може да носат висока одговорност и други, посебно од Туџман и Изетбеговиќ. Во смисла на правата на народите да се самоопределат и да градат своји независни држави во време што е демократско и стана, да речам, време на повеќе партиска демократија во републиките, значи се менуваше целиот свет, не само тогашна Југославија, туку Европа генерално. Милошевиќ е сериозен виновник за наметнување на радикална линија што ги игнорираше овие вродени права на народите сами да се ја определат својата судбина, и од таму конфликтите со Словенија најпрвин, заради референдумот што словенците први го одржаа за да се создадат независна држава, па потоа Хрватска и така натаму. Но ако имавме разбирање за потребите на народите да продолжат да ги развиваат своите економски врски, сепак 80 години постоеше таа држава. Во последните 15-20 години од незината екзистенција, тоа беше држава со релативно висок развоен ниво, кој што нас ни гарантираше во 1991 година асоциација со Европската унија како Југославија. Може нема да верувате, но во јули 1991 година, еден месец по словенечката војна, така да ја наречам, таа траеше 10 дена, ние се уште преговаравме со Жак Делор, председателот на Европската комисија, европјанинот на ерата, за асоциација на тогашна Југославија со Европската унија. Ако бевме тогаш паметни да избегнеме војна, инсистирајќи на правата на самоопределување на народите, значи на создавање на тие нови држави, но одржувајќи ги економските врски, човечките врски, културните врски, спортските врски, ако сакате, во услови на некои оригинални модели дури.
независни држави кои што може на пример да имаат една фудбалска лига, на кого би му сметало тоа. Гледаме дека опаѓа дури и квалитетот на спортот. Ние немаше да изгубиме 15 до 20 години во нашите европски аспирации. 91, сега е 2006, каде е Македонија во однос на сопствениот процес на приближување кон Европа. Најверојатно ќе ни требаат уште 10-15 години да стигнеме таму каде што ќе бевме ако имаше разум меѓу главните лидери. Сега главните лидери не беа зашто беа попаметни или порадикални или по-лоши. Главните лидери беа затоа што сепак Србија и Хрватска на карактеристичен начин и историски и во современиот момент во 90-тите години беа републиките кои што можеа да го донесат тој конфликт и го донесоа или можеа да го стават на страна и да наметнат на друга логика на разрешување на југословенската криза. При тоа, исто така мораме да земеме предвид дека меѓународната заедница, главните фактори, историски гледано САД, Велика Британија и Франција, од Првата светска војна наално кога ја создадоа Југославија, не ја сакаа Југославија. И чекаа момент кога може да почнат вакви процеси на растурање на таа заедница. Не можеа тоа да го сторат после Првата светска војна и ја создадоа затоа што сите соседи околу беа инволвирани на погрешна страна во војната, изгубија војната и не можеа да бараат територија. Не можеа после Втората светска војна, оти помалку или повеќе истото се случи, а Југославија па застана на страна, тие југословенски народи застана на страна на антифашистичката коалиција. И дојде моментот, нема повеќе две суперсили, не е потребна Југославија во некоја тампон зона помеѓу поранешниот Советски сојуз и Америка. Внатре се развија еден вид на економски егоизам, наместо на една модерна економска свест дека поголем пазар, поголеми шанси ќе даде за развој, плюс радикални лидери на националистички платформи, постоеше во Србија како платформа на Академијата на Србија за тоа дека србите треба да живеат во една држава, во Хрватска дека мора да се изгради независна држава Хрватска по цена на меѓуетнички судир со србите, и дојдовме во ситуација кога не е спорно дека Милошевиќ е кривец број еден затоа што имаше силна позиција и владееше од позиција на моќ, но исто така велам за воениот судир мора да се земе во предвид објективната одговорност и на Туџман и на Изетбеговиќ. Господине Милетич, единствена политичка партија во Република Македонија која стои зад ликот и делото на поранешниот српски и југословенски председател Слободан Милошевиќ. Некако другите плашејки се да застанат зад неговата, условно речено, харизма, ќе речат дека е балкански касапин, дека е најголемиот злосторник во светот после Втората светска војна. Вие стоите на поинаков став. Дали тоа значи дека и на политичката сцена сте маргинализирани поради тоа? Па, во секој случај, кога се случи тоа што се случи во Србија, ја, условно речено, бев казнет. Но, меѓутоа, упорно работев со нова партија, со партија за православно единство на србите и македонци, и достигнавме одреден ниво, така да сега имаме завиден број на членство и на србите и македонци, а тоа што некој збори да е балкански касап, едноставно тоа е една проекција од големи сили. Тој беше голем човек, голем патриот, изузетно интелигентен човек и човек кој имаше чувства. Никогаш тој не беше човек кој сакаше рат. Едноставно тој беше човек кој и беше приморан за да одбрани свој народ и да брани територија која што беше загарантовано и по устав на тогашната Југославија. Не се согласувам со такви изјави. Тоа само може да кажат луѓе едноставно кои се србофоби или кои сакат да се додурат до некои големи сили кои вода кампања против преседател Милошевиќ и против цела Србија. Оно е карактеристично што бевте и единствена политичка партија во Македонија каде што собиравте потписи за сочувство до семејството на Милошевиќ, па дел од политичките партии во Македонија пред се
Они од десницата ве осудија поради тоа, па побара објаснување. Сосема е нормално, сосема е природно, тоа е еден обичај кај православците да се изрази сочувство. Само една партија покуша да осуди овој чин, а тоа е ВМРО Народна. Ни една друга партија не осуди овој гест, тоа е сосема нормално, сосема природно, така да во книга на жалости во Република Македонија се упиша 11.000 граѓани, каде што 20 и нешто, околу 27 тетратки однесовме во СПС во Белград. Тоа беше еден тужен момент, посебно бев многу така трогнат, кога доаѓа македонци и едноставно изразува своje чувства, буквално луѓе плачеа за Слободан Милошевиќ, знаат што сами луѓе знаат колку беше тој племенит човек. Не се согласувам дека тој негираше Македонија. Ако се вратимо наназад, тој е прв државник кој призна Македонија и како држава и како нација, значи комплетно оно што одликува една држава. Кога наступија новопечени демократи, тогаш имаме проблем и со цркви и многу други проблеми. Додека беше Милошевиќ, сето тоа беше порелаксирано, мада беше една тогаш тешка ситуација. И никогаш имав средби со него, никогаш македонскиот народ тој не го осудуваше, тој го сметаше како братскиот народ, како најблизок народ на србите, сушност што и есте. Јер статистика зборува дека помеѓу србите и македонци има преку 50.000 мешани бракови. Тоа не може да се негира. Голем број на македонци живи во Република Србија и голем број на србите живи во Република Македонија. Без оглед тоа што некој зборува да во Македонија има 30 и нешто хиљада Срба и во Србија да има 30 и нешто хиљада македонци. Тоа е чиста работа на Бог. Многу поголем е број и од една и од друга страна. Сепак голем дел од српскиот народ се откажа од Милошевиќ своевремено и некои дури не сака да се одржи погребна церемонија во Србија. Се случи она што се случи, Милошевиќ беше погребан без државни почести. Србија е поделена. Ваквата ситуација која што е сега карактеристична за таму, некој ќе опише како хаотична, која што не води кон хомогенизација на српското ткиво. Многумина ќе речат дека Слободан Милошевиќ воопшто и не заслужува да биде погребан во Србија. Погребот во Србија го квалификува како голема шлаканица за самата држава Србија, а други пак ќе речат оние приврзаниците негови дека ваквиот начин на погреб е срам за Србија. Првим да ви кажем дека ние од Македонија одевме организирано со автобусите и можам да вам кажем дека беа преко 1 милион луѓе. Сега што под диктат на званична власт на Србија вика дека било 80.000, 100.000, тоа е чиста лага. Само на паркинг кај Сава центар имаше преко 1000 автобуси, по 50 луѓе, па тогаш ќе се израчуна само колку дојде од страна луѓе. Милошевиќ заслужуваше почит као државник, тој беше преседател, беше голем човек и беше преседател на една странка која беше респектована. Меѓутоа, знаете како е. Негови политички противници не само што се плашат од него жив, денеска се плашат и од него мртав. Голем број и поголем број од Србија е за дело и лик на господин Слободан Милошевиќ, кој ни во еден момент не беше за голема Србија. Тој сакаше да очува Југославија како што беше. Па се збореше дека тој не беше за сојуз на држави. Не е точно. Точно беше тоа дека кога се состанаа и господин Алија Изетбеговиќ, Туđман, Милошевиќ и Киро Глигоров, кога се постави прашање дали да се направи сојуз на држави, Милошевиќ кога рече да, тогаш господин Туđман
reče ne. To je ta prava vistina. Sve to drugo je laga. To je jedan heroj koga će go pamti srpski narod, koga će go zabeleži srpska istorija i svetska istorija. Jednostavno, on dokaža da Haški tribunal je sud koji ne treba da postoji i sud samo koji je stvoren jednostavno za da gi osudi Srbite, za da gi jednostavno da osudi onaj del na pravoslavan narod vo Istočen Balkan. По повод смртта на Слободан Милошевиќ и неговиот погреб го даваме следното соопштение. Делегација на Сојузот на Титови леви сили присуствуваше на погребот на Слободан Милошевиќ, председател на Социјалистичката партија на Србија, со која што имаме воспоставено соработка меѓу двете партии. И покрај сите контроверзи, името на Слободан Милошевиќ во историјата на Македонија ќе биде запишано како име на прв председател на независната држава Република Србија, која што ја признал Република Македонија како независна и суверена држава и нејзините вкупни и меѓусебни граници, што значи и во делот на границата со покрајината Косово и Метохија, кој што дел денес некои го оспоруваат и третираат како предмет на некои идни можни преговори и договори. Српскиот народ и држава одамна на дело расчистија со големо српскиот национализам и хегемонизам, признавајќи го македонскиот народ и неговата држава, нација, историја, јазик и култура. Со овој чин практично се негираат одредбите на Букурешкиот договор од 1913 година за поделбата на Македонија на три дела – Вардарска, Пиринска и Егејска, која што поделба за жал подоцна е потврдена и со Версајскиот договор после Првата светска војна, како и со разговорите во Техеран и во Јалта и на Париската мировна конференција после Втората светска војна. Наши делегации исто така ќе присуствуваат и на погребите на председателот на Република Бугарија и на председателот на Република Грција, доколку тие ја признаат независноста на Пиринска Македонија и независноста на Егејска Македонија и посебноста на македонската нација, историја, јазик и култура. Па на српската влада стана мој колега од Сојузниот извршен совет Бранислав Иконич. Кај него се сретнавме. Кај Бранислав Иконич се сретнавме, беше и Милошевиќ и ми вика, дали вика, знаеш Стојането, ја не сум бил до сега во Охрид. Па му реков, па зар не ти е срам, зашто не си бил на летовање да дојдеш? Па не е било прилика вака така и му реков, ја ќе му речам на, он беше директор на банката, Беобанка, му кажав, ќе му речам на директорот на Стопанска банка, со кои сме добри пријатели, Милан Хровац се вика, да те покане, они имат убаво одморалиште тамо. И така се сврши работата, што он беше 15 дена гостин на Милан Хроват во одморалиштето на Стопанска банка во Охрид. И после Хроват ми кажуваше, вели, овие нашите од послугата таму што работат, келнери, овие другите собарки, викат дека ова уште, жена му уште што него тепа, многу вика по него. Не убаво што го кажувам тоа, ама точно некоја се отслика некоја позиција на Мира Марковиќ. Мира Марковиќ јас никогаш не сум сретнал и не ја познавам лично. Меѓутоа со се ова што го слушам, стално ме подсеќава на таа прва информација за неа што ја слушнав од Милан Хровац, што слушал од обичните луѓе таму што им служеле. Мислам и ориентациите вака обштествени, Слободан Милошевиќ ги изгуби под едностално дејство од жена му дека он на вистина многу способен, многу моćен и така натаму, и неговите први амбиции во завршувањето од директор на банката, тој стана, мислам, негде 82 средината на годината, председател на партијскиот градски комитет во Белград. Јас веќе него гледав натаму. Меѓутоа,
откако тамо заврши мандат 86 година, му нарасна амбициите да биде председател на партијата српска и тука неговиот ментор и пријател и стален заштитник Ивица Стамболич, со кој исто така бевме добри пријатели, издействува, ги изгази сите други предлози и предупредувања и него произведе во председател на партијата. Тоа беше 86 година. 87, да, што точка. 87 година веќе изгуби ориентација, виде го јавна бранот на национализам, ама авантуристички национализам, и во Косово, она кога им вети на србите дека никој не смее вас да ве тепа и така натаму и такви приказки, и бев доста добар сведок на пресметките што ги направи. Јас бев тој сојузен пратеник 87 година есента, а бев и председател на двата собора, и Соборот на народите на републиките и покрајините и Сојузниот собор, на комисија една за изработка на платформа за решавање на косовското прашање. И тогаш направивме доста добра платформа, која пропадна точно заради тоа што 8-та седница се одржа во тој момент и ги направи сите пресметки Милошевиќ со сите своји опоненти. Тогаш беше отфрлен Ивица Стамболич, но и Иконич, тој еден мој познаник и пријател, на кој жена му беше болна од некоја тешка болест на крвта и мораше неколку пати годишно да оде во Париз, во еден институт, да биде подвргната на третмани, и она таму и плачеше фондот српски. Иконич го уценија да мора да се повлече, беше тогаш во тоа време, беше веќе председател на Скупштината српска, да се повлече од функцијата, да прифати да биде председател на делегацијата во Соборот на републиките и покрајините, и кога ќе наполни 60 години, имаше тојаш веќе 59 нешто, да се повлече во пензија. Он беше еден од оние што гласаа против овој Милошевиќ. Јас мислам дека прво Србија ќе го преживее овој случај на неговата смрт, еве сеедно под какви околности. Второ, дека ќе има злоупотреби на смртта, што е специфична. Се случи во трибуналот, се случи во услови кога по негово тврдење и тврдење сепак на сериозни кругови, руската дипломатија и така натаму му требаше медицинска помош. Трето, во услови кога еден дел од светската пропаганда, а посебно радикалните снаги, радикалните политички партии, што се сосема легални сега во Србија, постојано одбиваа да припатат дека тоа е некое легитимно судење. Секојаш се градеше слика дека е тоа притисок, диктат и така натаму, и тие злоупотреби ќе продолжат и натаму. Историјата се разбира се ќе постави на свое место. За мене сосема јасно се неколку работи. Прво, Милошевиќ, иако не беше директен креатор на националистичката платформа на Србија, туку Академијата, си ја презеде улогата да ја реализира, да ја изврши. Значи, презеде централна улога во незината имплементација. Второ, дека беше еден висок степен на демагогија, кога тврдеше дека тој се бори за Југославија. Тој се бореше за Југославија со доминантна Србија во Југославија. Значи, не можеше демократска Југославија да се создава и да роди некои перспективи за понатамошен, за динамичен економски развој во демократски амбиент, затоа што тој поинако разбираше Југославија. Трето, дека му користеа конфликтите со Хрватска и со Словенија, посебно со Хрватска, да наметне и една таква волја за пресметка по секоја цена, не бегајќи од војна. Четврто, и многу важно, по моје мислење, ставот на Запад, посебно во Соединетите Американски држави, дека тоа е клучен фактор на југословенската разврска,
дека без него не може да дојде до конечна разврска и позицијата што му ја градеа низ постојани консултации и така натаму до Дејтонската спогодба, кога во Белата куќа во присуство на американски председател подпишуваше мировна спогодба. Тој промаши да го прочита Запад и американскиот фактор подоцна, инаку немаше да одговара за воени злочини. Ако се најдеше модус вивенди во неговата глава за Косово, од аспект на интересите на Запад, како што се пронајде во случаите на Босна и на Хрватска, денеска може би уште ќе беше председател на таа држава. Но, бидејќи тоа не го прочита до крај, се случи косовскиот конфликт и сега одговараше за сите поранешни ситуации, каде што беше амнестиран токму од Соединетите Американски држави и од Косово. Во тој контекст тој припаѓаше на една недемократска струја и пред распадот на Југославија. Во партијата, во тогашниот Сојуз на комунисти на Југославија имаше јака демократска и либерална струја, која што одеше во чекор со времето и почна да заговара и на крај реализираше повеќе партиски систем во сите републики, вклучувајќи и Србија. Имаше една јака мировна струја, да речем, која што во тој начин на размислување и во таква една конфигурација југословенска бараше можности да не дојде до распад со војна, а го стимулираше демократскиот распад во услови на некаква нова формација која што ќе ни обезбедеше економски, човечки и други права. И гледано од таа страна, лесно е денеска и од оваа куса, релативно куса историска дистанца, историјата на крај сето тоа ќе го смести многу прецизно и објективно, да се каже дека Србија ќе го преживее случајот Милошевиќ, затоа што сепак е тотално измената вкупната атмосфера во Србија. Во големо малцинство се снагите кои што можат да ја ревитализираат таа идеја за некоја нова пресметка, па и во однос на Косово и така натаму. Во големо мнозинство се снагите кои што сакаат Србија да ја развиваат и да ја демократизираат, а проблемите и решенијата, за жал, се кријат во изборот на Запад да има судење во Хаг. Ако го препуштаа судењето да се случи во Србија, Србија ќе беше денеска многу постабилна, второ, ќе му се судеше и за класичен криминал, сега станува светец во некои српски кругови, дури и убиен и така натаму, маченик, а кај класичниот криминал, бидејќи ми јавноста е добро познато дека барем во годините од 92 до 93 до 96 година, например само во македонско-српските економски односи, огромен криминал, шверц, државен криминал и така натаму, заради ембаргото на српските граници, кое што се пробиваше низ Македонија, сега ќе имавме една сосема попријатна ситуација, да речем. Иако пак ќе речем, не предвидам дека ќе се влошува политичката клима во Србија, некои поени ќе извлечат радикалите и социјалистите, една смрт која што не може до крај да се брани, и не требаше да се случи. Ќе беше добро да се пресуди. Ќе беше добро меѓународниот трибунал да го направи тоа. Сега меѓународниот трибунал веќе во очите на голем број на земји, вклучувајќи на водечки фактори, ја губи релевантноста и иницијативите за неговото анулирање, да речем, ќе растат и тоа и ќе се случи. Јас предвидувам дека релативно брзо ќе се укине трибуналот, секако пред 2010 до кога по статутот треба да постои, и дека е сега веќе коректно, откако Милошевиќ го нема, за оние што се обвинети за злочини, а не може ни случајно да се споредат со 68-те обвинувања на Милошевиќ, да судат националните судови, тоа да биде уште еден дополнителен тест за нашата демократичност, за нашата законитост во овој регион и тоа да отвори можности за нова соработка, нов дух и еден, да речем, и додатен заеднички напор за приближување кон Европа. Обвинет за тиранија, Милошевиќ од 1998 година се наоѓа на метата и на странските политички и разузнавачки кругови. Во Лондон на 17 март 2000 година весникот Индипендент објавува податоци од книгата на Стивен Дорил, историчар на разузнавачката служба, во кој пишува дека во текот на војната во Босна во 1993 година во тајното досие на британската служба Ми-6 анализирани се 3 сценарија за убиство на Милошевиќ. Тоа досие имало закачен жолт картон, што значело дека станува збор за сериозен документ. Носел наслов «Потреба да се убие српскиот председател Милошевиќ».
Досието потоа е дистрибуирано на високите офицери на британската служба Ми-6. Оправдувањето за евентуалното убиство на Милошевиќ било дека белградскиот касапин го снабдува со оружје Радован Караджич. Стивен Дорил во книгата тврди дека американските и француските служби разгледувале и опции за атентат на Караджич, а потоа се предложени трите сценарија за убиство на Милошевиќ. Според првото сценарио, требало да се обучи српска паравоена опозициона група, која потоа би извршила напад. Овој план имал предност, бидејќи тешко можела да биде докажана вмешаноста на британската служба. Недостатокот се состоел во тоа што операцијата била тешко изводлива, а шансите за успех многу мали. Вториот план бил да се искористи мала група припадници на САС силите, кои работат исклучиво за Ми-6 и Ми-5. Овој тим требало да го убие Милошевиќ со бомба или снајперски куршум. Според третото сценарио, Милошевиќ требало да биде убиен во наместена сообраќајна несреќа. Ричард Томлинсон, агент на британската служба, дошол до сознание дека неговата Ми-6 планира да изврши атентат врз Милошевиќ. Тој требало да се случи по примерот на сообраќајната несреќа во која загина принцезата Дајана. Атентатот требало да се случи на утврдена делница на патот во Женева, така што во очите на возачот на Милошевиќ би му се вперил ласерски зрак, кој би го ослепил со тоа што би дошло до сообраќајка. Предпоставката била дека возилото би излетало од патот и би завршило во Женевското езеро. Не би имало никаков сомнеж дека ќе станува збор за атентат. Ми-6 ја отфрли оваа верзија. Наводно нивните агенти се занимавале само со собирање, обработка и пласирање на информациите, а не со такви акции. Внатрешната британска тајна полиција Ми-5 повремено се впушташе во дејства за убивање на ирските терористи на територијата на Британија, но и надвор од неа. Ми-6 никогаш не убивала странски лидери, па затоа агентот Томлинсон по отпуштањето од служба во 1996 година, поради таквите ставови, го оквалификува како психичка нестабилна личност. На два пати е уапсен во обид да оддаде државни тајни. Еден од последните атентати извршени врз Милошевиќ е оној на 22 април 1999 година за време на НАТО кампањата врз Југославија. Леонард Сенфорд од Вашингтон и Форест Шмит од Сан Франциско во заедничката студија со наслов «Обиди и убиство и други напади на југословенските лидери» утврдиле дека американските и НАТО представниците тајно се договарале да го убијат председателот на Југославија, како и други високо рангирани владини функционери во Србија. Според американското и меѓународното право, строго е забрането да се гаѓаат цели каде се наоѓаат цивилни и владини згради. Сепак, на 22 април 1999 се изврши воздушен напад врз резиденцијата на Слободан Милошевиќ на Дедиње. 4 бомби ја погодија дневната соба, трапезаријата и спалната соба. Во втората фаза, кога НАТО увиде дека тоа воопшто не го исплаши Милошевиќ, беа изведени уште неколку воздушни удари на скривниците во Добановци. НАТО го бомбардираше воениот штаб на Милошевиќ во Добановци со бомби од типот ГБУ-28 Бункер Бустер, тешки по 2300 килограми. Според извештаите на американската воено-разузнавачка служба, за време на бомбардирањето, Милошевиќ неколку пати се криел и во атомската скривница Стражевица во Раковица. Западот не успеа да го ликвидира. Причините за смртта на Милошевиќ уште долго време ќе се дискутираат и веруваме дека вистината никој пат нема да излезе на виделина вака како што стојат работите. Кружат две верзии, дека официјално починал од природна смрт, неофицијално дека е убиен. Оние кои што се негови противници ќе речат толку му бил животот, оние кои се негови приврзаници ќе речат дека е ликвидиран. Слободан Милошевиќ е утепан. Још 2004 година во Аргумент Плюс ја изјави дека господин Слободан Милошевиќ систематски се труе. Тој е човек утепан, кога остана још 36 сати за судење на господин Милошевиќ, кога требаше да се појави Клинтон и многи други кои учествува на разговор со господин Милошевиќ,
покойни господин Милошевиć, тогаш се случи смртта на господин Милошевиć. Тоа е едноставно отворено. Јас сум свестан дека се не може против сила, али исто толку сум свестан дека човек мора да биде горд, дека една нација мора да биде горда, далеко од тоа дека сме ние против Европска Унија, дека ние сме против соединување на свет. Никогаш не беше ни тоа ни господин Милошевиć. Секогаш беше за таа варијанта, али не по секоја цена. Друго е тоа што имаме ние сега власт и во Србија и во Република Македонија, која е едноставно поданичка, се додворува и во стање се држава да ја дадат во бесцење само да останат во фотели. Тоа сигурен, после сето ово што се случи, сигурен сум дека нема да дозволи српски народ да му се повтори уште една трагедија, како што не задеси ова трагедија со убиство на покойни Слободан Милошевиć. Што се однесува до македонско-српските односи со Милошевиć, тој немаше, да речем, повод за интервенција во Македонија, оти многу мал број на срби сепак живеат во Македонија и не биле никогаш предмет на некоја национална дискриминација или експлоатација. Поинаку може да се објаснат работите во Хрватска и во Босна и во Косово, се разбери од таму воената интервенција. Второ, во јануари 92 година, во јануари, токму на 6 јануари во Охрид, се одржа една значајна средба. Дојдоа Милошевиć, Јовиć и еден нивен министер за надворешни работи Јовановиć, порано беше југословенски амбасадор во Атина, а од наша страна разговаравме Киро Глигоров, Стојан Андов и јас. На таа средба, која што беше закажана утрината, а да продолжи со ручек, а заврши многу брзо и ручекот никош не се одржа, и не беше логично да чекаме 2 сати. Јовиć зборуваше во име на нивната делегација, како член на претседателството на Југославија, без да се изјасни во прв ред Милошевиć и понуди четворна федерација, без Хрватска и без Словенија, за да се избегне војната во Босна и Херцеговина. Тоа им беше аргументот. Ние рековме дека на 15 јануари чекаме одлука на Батиндеровата комисија за статусот на Република Македонија, плюс кој имавме референдумот неколку месеци порано, и дека нас повеќе не ни е прифатлива таа варијанта. Тогаш Милошевиć зеде збор, после пола саат отприлике некоја размена на мислења и рече буквално со овие зборови, вика, вие браќа македонци со нас немате проблеми. Одете си по својот пат и имате нашата поддршка. Меѓутоа на две прашања ќе останеме вечити сојузници. Едното е албанското, а другото е економското. И во делот тоа има некои вистини, иако не бевме сојузници, брзо се виде дека нивниот пат е предодреден кон војна, продолжувајќи ја таа војна и на Косово, а нашиот кон градење на една држава за која што за жал не можеме економски да ја поправиме, но има сосема друг тип на меѓународна афирмација. Разговорите потоа брзо завршија и ручекот не се одржа затоа што требаше долго да се чекат. Српската делегација си отиде. Тоа се тие карактеристични моменти. Потоа, за жал, велам, тоа е една неславна страница на нашата современа историја, откако меѓународната заедница, Обединетите нации го воспоставија своето ембарго спрема Србија заради војната во Босна и Херцеговина 1993 година, пред се економското, иако имаше и спортско и културно и така натаму. Тоа се проби на голема врата со користење на македонскиот простор, македонските граници, со една државна, да речем, согласност на државниот врв, српските стоки да одат како македонски во светот. Може некој ќе рече тоа беше добро, и народот се помагаше сепак да ја преживее таа голема голгота. Од друга страна, шверц, црни пари, многу шверц на дрога, на оружје, на нафта и така натаму. Мислам дека со тоа дополнително настрада, да речем, законитоста во Македонија, се суспендира понатаму правната држава, така да ние од Милошевиć може би немавме директна, но сигурно имавме индиректна голема штета. Кога станува збор за прашањето на Македонија, интересно е тоа што ќе речат дека освен грубото повлекување на ЈНА на стартот на македонската независност, на Слободан Милошевиć не може да му се препишат некои гребови кон Македонија, затоа што ја признал под уставното име
ја дефинирал границата, ја признал засебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик, барем во реториката и разговорите кои што ги имал тет-а-тет со Глигоров. Јас тоа што го викате вие тет-а-тет што он разговарал со Глигоров, не можам да го потврдам, тоа Глигоров ќе ви каже. Јас само знам едно. Знам од 1991 година, после референдумот, добивме информации дека разговарале Милошевиќ и Мицотакис за поделба на Македонија. За таа цел дошле на идеја да организират нова Букурештанска конференција за да се види, да се одржи решението да се прилагоди на решението на Букурештанскиот мир, повторно на тој договор. Јас по договор со председателот на државата Киро Глигоров отидов требаше патувам во Франција. Од Франција беше со тие договори надлежна на времето, влијателна, особено после Првата светска војна. И требаше да одам во Франција и отидов таму, се видов со председателот на собранието нивно и така натаму и оставив порака до Митеран кој се држеше настрана. Меѓутоа, по пат со малиот авион одев и останав во Белград и имав задача да се видам со Слободан Милошевиќ. Јас, бидејќи личните односи така ни беа да јас можев со ти да му кажам и му кажам, Слобо, што мислиш ти сега? Во што се ти впушташ? Српскиот народ 1944 година го призна македонскиот народ, македонска нација, потоа призна и македонски јазик. Ти сега влегуваш во комплот зад грб наш, сакаш да се справиш со станоци, во Софија требало да се држи тоа, джамити. Викам че ја делиш Македонија. Нема да успеете. И така остро малку му кажа, он вика, ама Стојане, ние тако, онај луди Самарас, он е ту идеју дао, ово, она, викам, ние имаме информации дека идејата ви е заедничка, така зборевме, на тој начин зборевме. Се вадеше, не е така, ово, она, меѓутоа морам да кажам од идејата, летејќи ние по престолнините европски да спречиме, јас оде во Франција, па во Германија, господин Клјосев одеше во Бугарија, Демирел и Желев ја одбиле воопшто таа идеја и французите ветија оти че ја се јават и кај грците оти тоа е авантуризам, не може, дали постоje и после се расшири дека таква идеја и не постоела. Другаче беше приказката ако не завршише така. Значи Милошевиќ не ве лажел кога ви пренел став дека не е заинтересиран за тоа? Не, Милошевиќ мислам оти беше, мој впечаток беше дека он беше во тој договор. Он зазеде став да се бране таму. Ми вика, значи он бил тој разговор, он го обвини Самарас го покренал тоа. Што он нас ништо не ни кажа пред тоа, додека таму да идем. Милошевиќ не допушти од СР Југославија Македонија да биде призната до Дејтонскиот договор. Дури после во април 1996 ја призна. Панич сакаше да ја признае Македонија. Тој и вети дека ќе ја признае Македонија. И се отиде таму и пишман се стори. Не му даде. Милошевиќ не му даде. Имаше посебен став. Така да не треба да имаме ние тие илузии. Не е така. Има индици да се верува дека... жалам, ја мислам оти тоа е една трагична личност. Фактички, тие сите околности го доведоа да наспроти, веројатно, некои своји замисли и некои своји намери се впуштил во политика која сосема обратни, спротивни резултати даде. Јас не лажам никогаш и не ги надувам работите. Тоа што сум го доживеал, тоа што сум го видел, во што сум учествувал, го кажувам, некогаш малку подоцна со дистанца, заради тоа што да не направам и лош ефект. Меѓутоа, за овие работи има белешки, постојат дадени се.
Интериерот на вашата канцеларија, колку што забележуваме, се состои од дел од портрети на српски политички личности, Слободан Милошевиќ, Воислав Шешелј, оние кои се обвинети од Хашкиот суд за воени злосторства. Па често пати дел од политичките гарнитури во Македонија ќе речат дека Драгиша Милетиќ е првокласен четник. Ви пречат таквите епитети кои што ви ги придаваат или пак на некој начин е комплимент за вас? Знаете што? Прво тоа се српски јунаци. Ја страшно би бил дволичен, како што се поедини политичари, кои што водат некои српски асоцијации, кои ја лично ги знаем, кога се заклина под слика на Милошевиќ и кога зборуваат дека за нив е светац, тогаш вика за покојни Ѓињи живео Ѓињи, тогаш живео Коштуница, данас живео Тадиќ. Тоа се луѓе безлични. Да доđe некој од Занзибар, да постане председател, тие ќе бидат иза него. Тоа се за мене луѓе без карактер, али јас и моја партијата, то никој не сме да ни замери. Ние едноставно држиме една политика и еден правац кој е сосема нормален, а првенствено ние сме за соживот и ние сме да секој човек мора да биде испочитуван, без наметнување на некои оквири и без икаква уцена. А тоа што ме викат четник, то си е лично нивна работа, затоа што историја ќе да докаже кои се били четници, кои се били и партизани. То воопште ме не занима, на краишта во заедница на Србија и Црна Гора, тие луѓе се више изjednačени, имат пензии и едни и други. Имавте за време на владењето на Милошевиќ неколку средби со него. Так. Можете ли да се сетите на некој настаневе во облик на анегдота? Па како не се то анегдоти. Прво имав неколку средби со господин Слободан Милошевиќ и секогаш ме упозоруваше и ми зборуваше, така често пати ми се обраќаше со мали води рачуна што правиш доле во Македонија. Секогаш да правиш разлика помеѓу народ и помеѓу власта. Власта е за критикување, народ е за почитување. Ми остана исто усеќавање кога од организација Слобода, каде што беше тогаш председател господин Боголјуб Бјелица, се слушнав лично од Хаг со господин Слободан Милошевиќ, тука му беше присутна и сопруга Мирјана Марковиќ. Го прашав како сте председателе, ми кажа добар сам и ќе докажам на чија страна е правда, дека Србија е невина и дека Србија мислеше само добро на сите, едноставно Србија не трпеше стеги. Тоа беше моje задње слушање со господин Слободан Милошевиќ. Често пати знаеше и да ми критикува због некои мои оштри реакции, тогашни оштри реакции, и да во политика секогаш човек мора да биде промишлен и умерен. Тие речи секогаш ќе да ги паметим и во мој дом и во овие простори стои слика од Слободана Милошевиќа. Никогаш јас и кажав овде на моите членови и на моите пријатели, никогаш не го изгледав додека беше жив и никогаш нема да го изгледам и сега кога е мртв. Секогаш ќе го почитувам и воспитувам и двата сина, за да е тоа велики човек и велики борац. Голем број на граѓани во Србија се на исто мислење. Ние објективно се наоѓавме дури со протекот на време и на диаметрално различни политички позиции. Нашите крупни разлики тргна при можната демократизација на југословенскиот политички систем, кај што тој беше на позиција на еден целосен конзервативизам со бришење на правата на покрајините. Дел од партиското председателство, да речеме Кучан, Рачан, потоа премиер во Хрватска и така натаму, и јас, се боревме да докажеме дека треба да ги антиципираме европските и светските процеси, да се движиме кон повеќе партиско општество, кон политички плурализам, партиски плурализам. Тие разидувања беа огромни. Пропагандата овде сака да искористи една моја изјава да ги заврти работите околу, меѓутоа
нема тука никакви аргументи. Во времето на државното председателство и веќе распадот на Југославија, дури и физичкиот распад на Југославија, ние навистина бевме на спротивни позиции, кои што веќе се осекуваа во работата на државното председателство, и во повеќе ситуации ние драстично, политички и вербално во дискусија за ставови на председателството се разидовме. Една од тие ситуации е позната кога затоа што се залагав за правото на словенците на самоопределување, а аналогно на тоа и на правото на македонците на самоопределување, тој ја пресече таа дискусија, упадна во таа дискусија со зборовите Мало Морген Василе на таа една можна политичка разврска, и мојот оштар одговор малку повеќе Морген Слободане за твоето гледање. Потоа имаше и други драстични ситуации, откако започнаа конфликтите во Хрватска, во Словенија, потоа посебно во Хрватска, кога јас бев изразито активен на страната на оние што се боревме да нема војна. Јас разбирав дека Југославија не може да се спаси. Македонија нити можеше да ја распадне, нити можеше да ја спаси Југославија, ако денеска се што се тврди кај нас во оваа земја. И за тој мој политички ангажман. Но тука нашите разидувања беа крупни, тие придонесоа јас да имам, да речам, сериозни конфронтации и разидувања со воениот врв, зашто воениот врв помалку или повеќе мислеше дека политиката на Милошевиќ ќе спаси земјата. Не можеше да види дека таа политика всушност ќе растори Југославија, а тие сепак сакаа да постои Југославија, но различно до нас за кое што ние мечтаевме. Инаку во човечки комуникации и така натаму беше интелигентен, беше образован, изнесуваше значајни аргументи и се бореше за тие аргументи, дури и кога човек ќе разбереше дека тоа сепак претерано. Но јас немам никаква, да речам, дружба со него надвор од седниците на едното или на другото председателство. Обратно, од тоа јас секојдневно во Београд, ама буквално секојдневно. Во 89-та, во 89-та, 90-та и 91-та година се дружев со Иван Стамболич, кој што сега се смета дека настрада по негов налог. Буквално секојдневно, и со уште неколку луѓе, дел од нив културни дејци, дел од нив спортски дејци. И тоа се разбира не им поминуваше на српското раководство без да го приметат. И тој мене не ме сакаше. Ево еден пример. Кога беше самитот на неврзаните во септември 89-та година, аргентинскиот председател Менем, Карлос Менем, сакаше да го посети фудбалскиот клуб Црвена звезда, зашто тој многу сака фудбал од Аргентина, нели, и светски првак бива и се. И нормално домаќин требаше да му биде Слободан Милошевиќ како председател на српското председателство. Тие посетуваше Србија во тој момент, надвор од самитот на неврзаните. Јас сум голем пријател со спортското друштво и со фудбалскиот клуб, и не само со Црвена звезда, но овој случај стануваше збор за Црвена звезда. И заради тоа председателството ме одреди мене да му бидам домаќин во име на Југославија. Зашто јас бев во посета на Црвена звезда, Милошевиќ не дојде. И тоа ми го кажаат Цветковиќ и директорите на фудбалскиот клуб, и што можете. Очигледно дека стоевме на историски различни позиции, а дека многу работи кои ќе сакаат да се искриват, може да се искриват. Дури неговите соработници во Белград ќе речат дека Милошевиќ бил прекрасен човек, меѓутоа таквиот начин на неговата политика ја водеше неговата сопруга Мира Марковиќ, која ќе опишат дека нема елементарни чувства на вистински човек. Дали вие ја познавате Марковиќ во едно такво светло? Лично многу контакт со незе не сум имал, меѓутоа Мирјана Марковиќ сепак беше така по-сурова жена. Не сакам ништо лоше да зборувам во незе, jer тоа беше супруга на мој преседател и на најомиljeni човек во српскиот народ, така да не сакам да коментирам ништа во врска со негова супруга, jer почитувам затоа што тоа беше негова супруга, затоа што е тоа дел од негова породица. Дали со смртта на Милошевиќ заминува и духот на Милошевиќ по вас? Не. Тек сега српскиот народ е освестен и идеја и дух на Милошевиќ ќе живее како што живее дух на цар Лазар. То никој и никогаш нема да го избрише, и генерации ќе се воспитуваат на дело
i će se sjećavati i na delo i na lik na gospodin Slobodan Milošević. Meni često patim i pre Frlua, imam sretno i sa gospodin Šešelj, i sa gospodin Karadžić, i sa gospodin Mladić. Mnogo sam gord na tije raboti. Jer retko koji imaše prilika da se sretne so takvi velikani i so takvi veličini kako što se tije luče. Мене ме повика обвинителството. Јас бев неколку пати во Хаг и на крајот го дадов и својот исказ. Повеќе десетици страници и авторизиран исказ, кој што на крајот, заради тоа што во случајот на судскиот процес мораше да се докажат конкретни случаи на кршење на меѓународното право, односно злоупотреба на човечките права во време на војна и така натаму, значи наредби, убиства и така натаму. Јас за обвинителството, откако добро се проучи тој мој исказ, не бев доволно добар сведок, бидејќи нормално 92 јануари јас не бев повеќе нити во југословенската, нити во македонската политика. Сите злочини се случија после тоа и не можев да ги јас да послужам за докажување. Тие сепак од нас, Месич, како член на председателството, беше сведок, Кучан, како дел од председателството, беше сведок, па и Анте Марковиќ, како премиер во тоа време, поминаа, да речем, кај обвинителството, затоа што, а од друга страна нема од тоа голема корист. Јас исто така можев да експлицирам во моето сведочење политичката димензија. Но за политичкото делување и во тоа смисла не може да се одговара за воени злочини. Некој ќе рече вака дека доколкото Пурковски се појавеше како сведок на обвинителот, ќе се повтореше епизодата со Бујар Букоши, кој сведочеше меѓу првите, и дека вашите искази ќе му повеќе ќе му користат отколку ќе му нештетене. Не, јас кога бев прашуван од новинарите во Хаг какво ќе биде моето сведочење и дали ќе биде за или против Милошевиќ, реков нема да биде ни за ни против Милошевиќ, ќе биде врз основа на тоа што го знам, значи за вистината. И тоа очигледно за обвинителството на крајот не беше доволно и покрај дадениот исказ кој што му беше врачен на одбраната, сте донеса одлука да не бидам сослушан во таа последна инстанца. Поку Мира Марковиќ, еден од налогодавците на атентатот не на сум ја Григоров. сретнал нигде. Дали Милошевиќ е дел од сценариото кое што се уште 10 години не е расветлено? Не можам да знам, меѓутоа начинот како паралитички се однесуваа нашите служби, полицијски, тогаш, како ништо не најдоа и како бараа нешто што нема врска со атентатот и како ги пренасочија и акциите и вниманието, очигледно сепак функционираше некоја надворешна врска, некоја која долго имала контрола врз нашите служби овде и која, по моје мисли, уште го држи замрзнато тоа прашање. Навистина немам. Јас од 92 до 98 немам никакво учество во политичкиот живот на Македонија. Дестинациите се промени. Јас сум бил во Београд и во Србија од 92 година 3 или 4 пати, можеби 5-6 пати преку сила. Повеќе се Софија, Грција, Тирана, Косово и така натаму. Тоа се објективни промени и не би можел тука да ви дадам никако поконкретно мислење. Добро рековте, јас сметам дека има премногу шпекулации, премногу инструментализација на тие шпекулации, понекогаш да се докаже некаква политичка или политиканска кауза и кај нас во Македонија, а кој знае каде лежи вистината. Непосредно по смртта на Слободан Милошевиќ, неговиот партиски другар Милутин Мркоњиќ на домашната јавност и открива неколку строго чувани тајни. Имено, во јуни 2000 година, Милошевиќ распишува вонредни сојузни и председателски избори. Многу политички аналитичари таа негова одлука ја опишуваат како желба да ја зацврсти власта. Во своето последно интервју, самиот Милошевиќ признава дека распишувањето на тие избори бил погрешен потек, но однапред ништо не можело да се знае. Мркониќ вели: Милошевиќ беше свесен дека мора да оди во Хаг. Ми се довери во пролетта 2000 година. Обновата беше во полн ек. Ми рече: Мрко, морам да распишам избори. Хаг не ми гине. Не можам веќе ова да го трпам.
Јасно е, кога ќе се промени власта, конечно ќе се отворат границите, а во секој случај ќе продолжат притисоците на државата заради мене. Јас ќе се борам на свој начин. Маркоњиќ наведува дека уште тогаш почнале подготовките за одбраната на Милошевиќ. На моменти поранешниот председател како да предчувствувал дека никогаш нема да излезе од Шевенинген. Убиство или природна смрт, заговор или нешто друго, се уште ќе се полемизира. Зачудува само зошто Обединетите нации, кои дадоа зелено светло за формирањето на Хашкиот суд, не објавија никаква реакција по смртта на Милошевиќ. А тие го финансираа, именуваа судии и тужители, ја контролираа работата на судот. За да се врати угледот на трибуналот, требаше да се формира комисија составена од правници, лекари и психолози, која ќе ги испита фактичките состојби таму. Таа комисија, по ревизијата, ќе требаше да предложи мерки кои ќе помогнеа да се спречат нови самоубиства или умирање поради здравствени причини. Во спротивно, молкот на Обединетите нации само му штети на судот во Холандија, бидејќи тој го губи статусот на сериозна меѓународна институција. Со тоа ќе се изгубат и цивилизацијските вредности на меѓународното право, кои по правило најдобро можат да бидат заштитени токму од Светската организација во Њујорк. Досието Милошевиќ треба да се затвори. Тоа не го може ниту Хаг, ниту Белград. Тоа го можат само Обединетите нации. Тоа беа ставовите на овие неколкумина политички дејци во Македонија. Некои кои оставиле голем печат своевремено и во поранешните југословенски простори и во 90-тите години од крајот на минатиот век. Мислењата беа спротивставени. Секој имаше различно видување за човекот кој повеќе го нема. Некои ќе речат дека неговиот дух се уште е присутен на српската политичка сцена. Најдобра потврда за тоа беше и неговиот масовен погреб, на кој според едните присуствувале околу 80.000 луѓе, според другите над половина милиона. За ликот и делото на Милошевиќ уште долго ќе се анализира. Не сакавме да решиме ништо околу него, историјата ќе потврди дали тој бил позитивна или негативна личност, иако доминираат ставовите дека сепак тој беше човек кој му припаѓа на минатото, на сеништата од средновековието. Толку во ова издание на Безвлакно на јазик, колку за подсетување четврто поред, наредната недела со нова тема и нови соговорници. Пријатна вечер. Thank you.